Добар ден и Божи благослов, драги браќи и сестри. Нема да бидам долг, се надевам. Пред нас е светата вечера и топло е. Ја пеевме 170 исто и ова видео песната што ја видовме беше со таа тематика. 170 вели: да те следам, о мој спасе, желба имам в срцето. Ти ме води с твоја рака како твој нејак створ. Или, еве, рефренот е по така ударен. Јас ке одам, о мој спасе, се до крајот со тебе. Ако сме одлучиле така, тоаш така и да живееме, така и да биде. Знам дека ти за мене спасе отиде на Голгота. Сето она што го направи Исус за нас вреди за да го следиме, браќи и сестри. Ние некојаш, често пати еви за света вечера имаме такви теми, па и во други саботи. Јас уживам кога зборувам за крстот, за неговата жртва. Некако ќе кажем, ете, Исус умрел за нас и како да... Тоа се само обични зборови, некој настан тамо што се случил пред 2000 години. Некако не се задлабочуваме во тоа. И сме имале теми, знаете, малку опис да ни дадат какви сето тоа страдања биле. Меѓутоа, треба многу почесто да размислуваме за таа негова жртва и самата Елен Вајд кажува во Копнежот на вековите дека дали потребно е и добро е по еден час на ден да размислуваме за Христовиот живот, воопшто, значи, но највеќе за тие последни настани, последните денови од неговиот живот и се мисли нормално највеќе и на Голгота и на она што тој таму го даде за сите нас. Постојат 150 псалми во Светото писмо, знаете кога беше тоа, имавме и поука за псалмите и не знам, може би го допревме овој псалм, не се сеќавам, стварно, може некој ќе потврди, но има така некои псалми кои што одудараат, значи што се посебни. Знаеме сите пастрискиот, така наречен псалм, или 23-тиот, добро, малку квиз, покајничкиот псалм, ги има 7, ама најбитен е 51-иот, да, и 32-иот и уште 5, така ги нарекуваат, дури 7 псалми, 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Но денеска, накратко само првите стихови, ќе ги разгледаме од еден прекрасен псалм, кој што всушност се занимава со крстот, којто е псалм. Опис, мислам дека со фотографска прецизност Давид го опишува она што се случувало на крстот. И токму на крстот, скоро последните зборови Исусови биле со првиот стих од овој псалм. Кој псалм беше тоа? 22, да. 22 псалм. Неверојатна прецизност, како што кажа, фотографска прецизност Давид, овчарчето Давид или царот Давид подосна, вдахновен од Духот Свети, пророчки дар, многу други места во други псалми, исто така многу моменти спомнува тој, меѓутоа овде навистина многу моменти се спомнати од крстот и од Христовите страдања. Тоа е да се чуди дори човек, меѓутоа тоа е пророчкиот дар. Цели 1000 години пред самиот настан, пред крстот, Давид зборува за распнување, кое што тој никогаш не го видел живот, значи не се знаело за таков начин на екзекуција, значи во негово време. Значи едноставно факт е дека тоа е само Бог, оној кој што можел да му ги каже тие моменти. Само ќе нафрлам се на почетокот неколку стиха од овој псалм кои што укажуваат на битни моменти од Голготскиот крст. Првиот стих кажавме: Боже мој, зошто ме остави? Зошто си ме оставил? Оние познати славни зборови на Исуса од крстот. 6 стих: Јас сум црв, а не човек. Срам за луѓето и презрен од народот. Сите што ме гледаат ми се подсмеваат.
ги растегаат устните, мафтаат со главата и велат: тој се надева на Господа, нека го избави, нека го спаси, ако го милува. Ово се стикови од Матеј 27 глава, мислам самиот настан, кој што Матеј таму го опишува. Неверојатна прецизност. 14 стих: се разлјав како вода, се разглобија сите коски. Знаеме дека ни една коска не беше скршена на Исуса, меѓутоа по тој товар, по тоа висење, значи, на клиновите, буквално како да му излегле зглобовите од место. Како што вели овде, се разглобија сите коски. Моето срце стана како восок, се растопи во мене. Колку силен речник користи овде Давид. Значи, ни дава некои длабоки мисли и опис на тоа што доживувал Исус на крстот, за да не спаси. 16 стих: кучињата ме обколија, лукав народ ме обкружи, ги прободува моите раци и моите нозе. Ги прободува моите раци и моите нозе. 1000 години пред, од наше време, пред 3000 години, значи ова е кажано, запишено. Можам, 17 стих, можам да ги преброам сите своји коски, че ни една коска не е скршена, а тие ме гледаат и ме презираат. 18 ги поделија моите облики меѓу себе и жребка фрлија за мојата облека. Неверојатно. Лукат 23:34, Јован 19:24. Тоа се моментите кај што римските војници фрлаат жребка за да кој ќе ја добие она едноделна наметка или облека што ја носел Исус. Во Дела 2 глава, значи Давид, Петар во она негова проповед, кога се излева Светиот Дух, во така наречената Петрова проповед, еве што запишал. Во 2 глава, Дела апостолски, ќе читам од 29 до 32 стих. Знаете, тој тука баш зборува за Христос, распонатиот и така натаму. Значи, тоа е Евангелието, всушност им го проповеда. Оно исто ударен дел кај што вели кого вие го распнавте. Нормално, тоа е многу, и тоа како потребно. Елен Вајд во оној цитат што го спомнав, зошто тоа ние секој ден по 1 час треба да одвојуваме, да размислуваме за Христовиот живот и пред се за крстот. Затоа што тоа ќе не доведе до покаяние. Тоа доведува до преобразба во нашиот карактер. Тука, под крстот, во сенката на крстот, завршивме со читање на една глава од Копнежот, значи вчера вечер. Таму треба да бидеме. Меѓу другото, меѓу тоа, еве и што спомнал Петар во таа негова проповед, значи 29 стих вели: мажи и браќа, можам да ви речем слободно за патриархот Давид, дека умре и беше погребан и дека неговиот гроб е при нас до денешен ден. Значи сега во контекст и на воскресението зборува, при крајот на таа негова проповед, и вели во 30 стих: но бидејќи беше пророк, еве зашто Давид можел да напише вакви зборови, вакви прецизни зборови. Беше пророк, Господ му даде пророчки дар, и зашто знаеше дека Бог му вети со заклетва дека од родот на неговите бедра ќе подигне некого на неговиот престол. Ова е, овде се спомнува, се цитира всушност 132 псалм. 31 стих, значи еден стих, 11-тиот, 31 стих, предвидувајќи за воскресението на Христа, рече: ниту беше оставен во подземето, ниту телото му се распадна. Ова е еден друг псалм, 16-ти, познат исто псалм, 10 стих. И 32 стих: Бог го воскресна овој Исус, за кое ние сите сме сведоци. Значи, Петар во својата проповед кажува за Давид. Не само што беше и овчарче, и цар, и беше омилен, миленик Божи, според Божјето срце, човек според Божјето срце, но и беше и пророк. Господ му даде такви пророштва, кои што така прецизно се исполнија. Значи, како што кажа, псалмот напишан негде пред 3000 години, гледајќи од денес, и така е структуриран, што до првите 18 стиха, всушност, го гледаме еден крик на жалост, на страдање.
И токму сите оние стихови што ги видовме спаѓаат во тој прв дел, потоа има неколку стихови од 19 до 21, запишена е молитва, за потоа да се случува еден нагол пресврт од жал, од тага, после таа молитва, вели тамо, и ме услиши и доаѓа потоа славење, пофалба, славење на Бога. Значи, и жал, и тага, меѓутоа, баш во тие неколку стиха почетни ќе видиме дека Исус цело време во таа таква голема тага, и жал, и болки што ги претрпел, и тоа не само на крстот, уште од Гециманија почнувајќи, сушност имал вера, цврсто се потпирал на Бога и на Божито Слово, на Божите ветувања. И затоа потоа и оној втор дел од псалмот е со славење и фалење Божие. И само, првите неколку стиха, затоа што немаме време и да бидеме пократки. Боже мој, зошто ме остави? Далеку се од моето спасение, од зборовите на моето овкање. Боже мој, викам дење, но не одговараш, и ноќе, но немам мир. Или хронолошки првин викаше ноќе во Гециманија и немаше одговор. Знаете, она негова молитва 3 пати упатена. Господи, ако може да ме одмине оваа чаша, ама нека биде по Твоја волја сепак. И потоа и на крстот, сите тие подбивања, исмевања, камшикување, значи ништо се мораше да помине. Боже мој, викам дење, но не одговараш, и ноќе, но немам мир. Многу честа ситуација во нашиот живот. Но Бог е тука, Бог слуша. Дури во ваква една ситуација, вакво нешто што Исус доживел, ние никад нема да доживееме, односно, дај Боже, значи, затоа што ова што тој го доживел, тоа е она разделување од Бога, што може да замислиме како го доживел тој. Сме имали ли ние некој таков тесен однос со било кого на оваа планета Земја, па за да знаеме мал момент на раздвојување како тоа би го доживеале. Таков тесен однос како што функционира во тројството, или тоа трио, да кажам, небесно, ајде да не го спомнувам тројството, некој многу е алергичен на тој збор. Значи, овие два стиха опишуваат чувство на оттуѓеност, на напуштеност, но многу важно да разбереме дека овде не зборува неверието Христово. Не, туку. Ова е вера која што зборува среде најдлабоката и најнеискажлива болка. Кај се гледа тоа? Па во првиот стих. Боже мој. Боже мој. Значи, Исус го признава како свој Бог и тоа е негов Бог, мој Бог. Како и ние секогаш во нашите страдања и маки, треба да го чувствуваме како свој Бог, како близок, кој што ги разбира сите наши маки и страдања и неволи. Тука се гледа таа негова вера. Иако, значи, пак ќе кажам, поминувал едно искуство невообичаено, значи, како тоа разделба со таткото, а тоа е безгрешниот, меѓутоа така требало да биде. Значи, Исус не престанал да верува. Во една ваква ситуација тој не престанал да верува. Една голема поука за нас денес. Напротив, токму во моментот на најголемото страдање тој продолжува да му се обреќа на Бога како на мој Бог. И затоа овој извик не е крик на очајничко неверие, како што знаете, често пати ние знаеме, туку крик на совршена вера што останува цврста дури и кога Божјето присуство не се чувствува. А тоа е најтешко. Тој не го чувствува Божјето присуство. Иако тука е Бог. Што се случи, се сеќавате, од 6 до 9 час или од пладнешки до 3 часот се затемни. Надприродно затемнување. И Бог тоа намерно го направи. Тука беше, зад тој темен облак, да кажеме. Тука беше Бог. Бог беше присутен. Но, што вели Елен Вајт, повторно да скратам,
Ајде, сепак од копнежот тоа мора да го прочитам. Во текот на целиот свој живот Христос на паднатиот свет му ги објавувал добрите вести за милоста и љубовта на Отецот кој проштава. Проповедал 3,5 години целата своја мисија, па и претходно секако. Често зборувал за спасението на најголемите грешници. Меѓутоа сега, со страшниот товар на вината што ја носел, нашата вина, нашиот товар, не можел да го види милостивото лице на Отецот. Повлекувањето на божественото лице од Спасителот во овој час на најголеми страдања го проболо неговото срце со таква болка, која човек никогаш не може потполно да ја свати. Еве, ги слушаме овие зборови, ги слушаме стиховите. Духот на пророштвото ни дава, подлабоко разбирање на нештата. Задлабочете се и сватете. Осетете што, ако можеме, што Исус поминал заради нас. Не туку така само да поминуваме низ тоа. Неговите душевни страдања биле толку силни, што одве ги чувствувал своите телесни болки. Сме доживеале ни некојаш вакво нешто. Душевните страдања посилни од телесните болки. Не ги чувствуваш ни телесните болки, замислиш. Затоа што се надминати од душевните страдања, од тој товар на нашите гревови, нашата вина. Со жестоки искушенија сатаната, нормално, сатаната е секогаш тука, кога сме најслаби, кога ни е најтешко, да не дотепа, да не бутне, го нагрвалувал Исусовото срце. Спасителот не може да види преку гробот. Меѓутоа сепак има вера. Видите, и во таква ситуација, кога не гледаш, ама верата гледа, верата таа која што гледа. Надежта не му покажува дека ќе излезе од гробот како победник, ниту му зборувала за тоа дека Отецот ја прифатил неговата жртва. Видите, тоа е борба. Тоа не можеме ние да го сватиме, како што велеше погоре Елен Вајт. Се плашал дека гревот му е толку одвртен на Бога, и тоа како му е одвртен, што нивната разделба ќе биде вечна. Христос го чувствувал страдањето што ќе го чувствува грешникот, кога милоста нема веќе да се зазема за грешниот човечки род. Чувството на гревот, кој предизвика гнев кај Отецот, а кој се урнал врз него како замена за човекот, ја загорчило чашата што ја пиел и го скршило срцето на Божиот Син, таа чаша за која што се молеше. Ако е можно да го одмине, меѓутоа немаше како. Тоа е тоа. Тоа беше начинот за да бидеме спасени јас и ти, јас и вие. Вџашени ангелите биле очевидци на ужасната агонија на Спасителот. Небесните војски го засолнули своето лице од страшната сцена. Мртвата природа го изразила своето сочувство кон навредениот Творец кој умирал. Сонцето го засолнило својот поглед од оваа страшна сцена. Неговите сјајни зраци ја осветлувале земјата на пладне, а најнаш потоа како да исчезнале. Крстот го обвила потполна темнина како мртовечки покрив. Сета земја ја покри темнината до 9 часот, до 9 час. Немало никакво затемнување или некоја причина за оваа темнина, толку длабока како полноќ, кога нема месечина и звезди. Тоа било надприродно сведоштво што го дал Бог, за да ја утврди верата на идните поколенија. Во тој густ мрак било скриено Божито присуство. Од мракот си создал себе си за солниште и ја скрил својата слава од човечките очи. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот. Отецот бил со својот син, како што и секојаш е со нас. Да ве подсетам на втората проповед од Сандовал, која го опишуваше каков е Бог. Тој е праведен бескрајно, секогаш. Тој е свет бескрајно, секогаш. Тој е љубов бескрајно, секогаш. Тоа не треба да го губиме од вид. И ова е една поука. Како Исус го преживеа, страдањето, иако потоа издивна, но како помина низ тоа, со вера, сепак, иако чувствуваше дека Бог е гневен и не е присутен, одвоен од него, чувствуваше одвојување. Сепак вели, значи Отецот бил со својот син, сепак неговото присуство не било откриено. Зошто? Кога би засветлила од облакот неговата слава, би го уништила секој наблюдувач. Во тој ужасен час Христос не можел да биде утешен со присуството на Отецот. Сам газел во кацата и никого немало од луѓето крај него.
Не само што немало кој да го охрабри, туку што гледаме од самиот псалм, ги читавме тие стихови, пак ги прочитам, да ја подсетам. Баш бил сам, кој му се подсмевал, кој го плукал и така натаму. На сите физички и душевни страдања, плюс и народот, плюс и тоа што го гледа пред себе, заради тие за кои што умрел, дал жртвата. Што вели 12 стихот, истиот псалм, ме обколија многобројни јунци, васански бикови ме окружија. 13 своите усти ги отворија на мене како лав, што го раскинува пленот и река. Страшни стени. 16 стих, кучиња ме обколија. Лукав народ ме обкружи, ги прободеа моите раци и моите нозе. Кучиња, лавови, васански бикови. Каков речник. Што се доживеал? Имаше во лекцијата, убаво беше тој момент, сакав да коментирам, а викам, ајде, да помине побрзо, некако ќе го видиме лице в лице. Каква ќе биде таа средба, лице в лице, да го видите Бога, луѓе? Ако ние еден со друг лице в лице не сакаме се видиме некојаш, замисли се сретнете со Исус, во неговото лице и да го погледнете очи во очи, да се сретнат вашите погледи. Ние некојаш не сакаме очи во очи да се гледаме од тривиални, од глупави причини, од ситници. Дали ние некоја сме едни кон други, како описот на овие луѓе овде. Значи, навистина многу пострадал. Исус многу пострадал. И ова морал сам да го помине, значи, како што читавме, да гази сам во таа каца. Некогаш и во нашите животи се случува тоа. Мора сами да газиме. Но тоа е со причина. Господ сака да не уцврсти, Господ сака да ни даде некои убави лекции животни, кои што никако поинако нема да ги научиме. Значи, страда невин, но не е ниту гневен на сето тоа што го гледа пред себе, туку се моли на Бога и вели, Господе, прости им, не знаат што прават. Неверојатно. Тоа е нашиот Бог, тоа е нашиот Исус, кој што треба да ни биде пример во се. Целосно, значи, не себичен, целосно свртен кон другите. Знаете, виси на крстот, се грижи за својата мајка. Се грижи за да спаси некого, оно е одесно. За него знаеме дека сигурно ќе биде спасен. Значи, неверојатно, оно е разбойникот од десно, кој што нити се крштил, ни ништо, нема време за тоа, нормално. За него се вели сигурно во Библијата и тоа Исус лично му одговара и му вели, ќе бидеш со мене во рајот. Ќе бидеш спасен. Се грижи да спаси некого. На крстот тој виси, страда, а тој гледа за другите. Каква несебичност. Кај сме ние? Целосно свртен кон другите. Значи, и среде сето тоа нема кој за него да се погрижи, да го утеши. И тоа чувствува во тие мигови разделба од Отецот. Тоа е оно што највеќе го болело и му го пробило срцето, како што читавме. Неверојатно, а тој, Господе, прости им, не знаат што прават, и е свртен комплетно кон останатите. Знаете ли која спротивност е ова од светот во кој што живееме? За жал, некојаш и ние сме такви, свртени кон самите себе. Него ни гледаме другиот. И ако сакаме да се видиме очи во очи со Господа, со Исуса еден ден, тоаш треба да го следиме, како беше таму, да го гледаме и секој ден, уште денес да го гледаме во служба, лична со Него, во молитва, во проучување и така натаму, да имаме личен однос со Него. И ако толку многу милееме тоа да го
правиме овде, тогаш нормално дека ќе сакаме со сето срце Исус уште утре да ни дојде и да се сретнеме со Него. Како што вели во Исаија 53:7 го измачува, а тој оставаше и не отвори својата уста, го одведува како јагне на коленје, како овца нема пред оние што ја стрижат, не отвори својата уста, а ние колку често пати знаеме да отвараме нашата погана никаква уста. И само да ги прочитам, и мал коментар, 3, 4 и 5 стих, повторно тука се гледа таа негова вера. Веднаш после овие воведни 2 стиха во псалмот се вели: но ти си свет. А колку е свет Господ? Секогаш, бескрайно. Господ не се менува. Господ не љуби со вечна љубов, од секогаш не љуби и не се менува неговата љубов кон нас. Затоа не смееме ни да помислиме, не знам во каква ситуација да сме, дека Господ не напуштил. Не, никогаш. Тој тоа не го прави. Ние можеме да го напуштиме, сега малку нели го цитирам и Сандовал, иако тоа не се ни негови мисли. Значи, но ти си свет, надеж Израелева. И сега се подсетува на татковците, на Израел. Тие се надеваа на тебе. Се надеваа и ти ги избави. Кон тебе вика и се спасува, на тебе се надеваа и не се засрамија. Никогаш Господ нема да не засрами, никогаш Господ нема да не остави. Но она што сакам овде да го нагласам на крајот пред да заминат нашите сестри на обредот на понизност, е она што е најклучното. Ние треба, имајќи личен однос со него, ако имаме само личен однос со него, тогаш многу добро ќе го запознаеме каков е нашиот Бог. Нема да имаме крива слика за него. А тоа е клучното. Полесно ќе поминеме низ своите животни маки, осаменост и така натаму било што, ако го познаваме, ако добро го познаваме, затоа што тоа нема никогаш да бидеме осамени, може би сами, но не осамени. Вистински пример на вера Исус покажал. Ова го гледаме само во овие неколку стиха. На понизност, на кротост, на несебичност. Браќи и сестри, наш најголем пример е Исус и ние треба да го следиме неговиот пример. Значи, како што видовме каков е тој и каков пример не оставил, тогаш простете без оглед на се. Понизете се, бидете несебични, мислите повеќе за другите. Така не вели нели Павле во оној прекрасен опис во Филипјаните 2 глава. А најмногу во мислите нека не остане, нека не бидат оние сцени од крстот и она што Исус го направи таму за нас, сето ова што накратко го разгледавме и преку Псалмот 22 и преку некој плюс стик што го видовме. Нека не биде тоа во мислите, нека не води и не само овој ден, не само сега пред самиот чин, туку и понатаму во нашите животи. Слава нека му е. Амин.